Добар ден, ученици! Јас сум Весна Калајджиевска, наставник во Основното училиште Гоце Делчев од Могила. Во рамките на училница за 9-то оделение ќе разгледаме наставната содржина, составување и решавање линеарни равенки со коефициенти цели броеви, од темата алгебра и решавање проблеми. Цели на часот се учениците да составуваат и решаваат линеарни равенки со коефициенти цели броеви, со и без загради, негативни знаци во равенката, позитивни или негативни решенија. И да решаваат проблеми со броеви со составување и решавање на линеарна равенка. За таа цел ќе разгледаме неколку примери на дадени равенки. Дадена е равенката 2х минус 3 еднакво на х минус 1. На двете страни од равенката најпрвим додаваме 3. Односно, 2х минус 3 плюс 3 е еднакво на х минус 1 плюс 3. Откако ќе ја средиме равенката, добиваме дека 2х е еднакво на х плюс 2. Потоа, на двете страни од равенката одземаме х. Односно, 2х минус х е еднакво на х плюс 2 минус х. Откако ќе ја средиме равенката, добиваме дека х е еднакво на 2. Вршиме проверка за решението на оваа равенка за х еднакво на 2. Значи, на местото од х заменуваме 2. Или 2 по 2 минус 3 еднакво на 2 минус 1. 2 по 2 ни е 4, 4 минус 3 е 1, што значи дека лево и десно од равенката го добиваме истиот резултат. Нареден пример ни е дадена равенка од видот 2х минус 1 еднакво на 3х минус 5. Најпрвин на двете страни од равенката додаваме 1. Односно, добиваме 2х минус 1 плюс 1 еднакво на 3х минус 5 плюс 1. Откако ќе ја средиме равенката, добиваме 2х еднакво на 3х минус 4. Потоа, на двете страни од равенката одземаме 3х. Односно, 2х минус 3х еднакво на 3х минус 4 минус 3х. Откако ќе ја средиме равенката, добиваме минус х еднакво на минус 4. Бидејќи од двете страни на равенката имаме минус, треба да се ослободиме од тој знак, затоа на двете страни од равенката множиме со минус 1. Или минус х по минус 1 еднакво е на минус 4 по минус 1. Па добиваме дека х е еднакво на 4. Вршиме проверка, тоест на местото од х го заменуваме решението за х еднакво на 4, тоест 2 по 4 минус 1 еднакво е на 3 по 4 минус 5, 2 по 4 е 8, 8 минус 1 е 7, 3 по 4 е 12, 12 минус 5 е 7. Значи лево и десно го добиваме истиот број. И пример 3. Имаме равенка со загради. Значи, дадена ни е равенката 4 по во заграда 2х минус 3 плюс 3 по во заграда х плюс 5 еднакво на 3 по во заграда 3х плюс 7. Најпрво треба да се ослободиме од заградите. Односно, 4 по 2х еднакво на 8х минус 4 по 3 е 12 плюс 3 по х е 3х плюс 3 по 5 е 15 еднакво 3 по 3х еднакво на 9х плюс 3 по 7 е 21. Бидејќи од левата страна на равенството имаме слични мономи, најпрвин ги средуваме тие слични мономи, односно 8х плюс 3х ни даваат 11х, а минус 12 плюс 15 ни дава плюс 3. Еднакво, десната страна од равенството ја препишуваме 9х плюс 21. Потоа на двете страни од равенката одземаме 3.
11х плюс 3 минус 3 еднакво е на 9х плюс 21 минус 3. Откако ќе ја средиме, добиваме 11х еднакво на 9х плюс 18. Потоа, на двете страни од равенката одземаме 9х, или 11х минус 9х еднакво е на 9х плюс 18 минус 9х. Откако ќе ја средиме равенката, добиваме 2х еднакво на 18. Потоа, на двете страни од равенката делиме со 2 и добиваме х еднакво на 9. Тоа ни е решението на оваа равенка. Тоа решение го заменуваме во дадената равенка на местото од х и вршиме проверка. 4 по во заграда 2 по 9 минус 3 плюс 3 по во заграда 9 плюс 5 еднакво е на 3 по во заграда 3 по 9 плюс 7. Ја решаваме најпрвин левата страна. 4 по 2 по 9 ни е 18, 18 минус 3 ни е 15, плюс 3 по 14. 4 по 15 ни е 60, плюс 3 по 14 е 42. 60 плюс 42 еднакво на 102. А десната страна на равенката 3 по 9 ни е 27, плюс 7, 27 плюс 7 ни е 34, 3 по 34 еднакво е на 102, значи лево и десно го добивме истиот број. Заклучок, при решавање на линеарните равенки постапката е следна. Прво, ги пренесуваме сите членови што ја содржат непознатата на левата страна од равенката, но со спротивен знак, а оние што не ја содржат на десната страна од равенката, исто со спротивен знак. Потоа го одредуваме решението на равенката. И на крајот, за домашна работа, да пробате да ги решите равенките под А 3х минус 1 еднакво на х плюс 3, под Б 4х плюс 2 еднакво на 5х минус 1 и под В 6 по во заграда х минус 1 плюс 3 по во заграда 3х плюс 1 еднакво е на 4 по х минус 9. Се надевам дека нема да имате проблеми при решавањето на овие равенки, затоа што се слични како решените примери. Пријатна работа!